По посетата на Метју Нимиц на Македонија, главна тема е дали е пронајдена формула за решавање на спорот за името. Постои ли заеднички прифатлива формула? Ние се обративме кај човекот кој е најкомпетентен да одговори на ова прашање. Професорот Јордан Хаџи Богатинов Десков, Петковски Миланов. Добро вечер. Во последно време се интензивира преговорите со името и сите мене ми се јавуваат, викаат професоре Јоци, де ви се молам ако може некако да решите името на математички начин. Јас си велам, може, секако дека може, математиката може да ги реши сите проблеми, доколку формулата се постави правилно. Имено име со демонстрација веднаш. Во оваа задача непознато ни е името, што значи дека Хикс е еднакво на името наше. Нашето име е Македонија. И бидејќи има две Македонии, тие ги ставаме на квадрат и за да го решиме името, ние прво што треба да направиме во овој случај е да се ослободиме од нашиот антички корен и така би останала Македонија. Втора работа што треба да се направи, тоа е Скопје или 091 што беше позивен, треба да се ослободи од заграда, односно излезе пред заграда овде, што значи дека заградата би се поништила и веднаш потоа, бидејќи ние македонците сме поделени по многу основи, значи во подробната црта се става уште една Македонија, што символизира наша поделеност, и во овој случај Македонија со Македонија се крати, се поништува, значи останува 091 и тоа се множи со 2 милиона, затоа што ние сме 2 милиона жители овај. Значи 2 милиона. Сега, интересантно е тоа што секој од нас е граѓаните помножен со 0, значи 2 милиона се множи по 0, а знаеме дека секој број помножен со 0 е еднакво на 0. Значи, вака поставена задачата би била 0, името би било еднакво на 0. Мислам, што да ти речам сега, освен на здравје ова, мислам. Прашувате дали има друга формула? Се разбира, јас ќе ви демонстрирам како тоа би изгледало со множества. Ако ова овде, например, е едно множество, овде вака, е Македонија, и прикажано има овде дека пресек со друга множество, например, Европска Унија, овој пресек овде би дошол као Бугарија, БГ, и сега, пресекот е овде Македонија, меѓутоа целата оваа Унија би била европска и доколку Македонија не влезе во Унијата, таа би била еднаква на празно множество. Значи, во двата случаја или е нула или е празно множество, тоа значи дека формулата, односно задачата е погрешно поставена. Доколку сакаме да добиеме други резултати, ќе мора одново задачата да се постави како што треба. И за тоа треба да се знае математика, треба да се знаат и други науки во политиката и така. На здравје, ставите, пијте нешто при тоа.